Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе го проучиме чудото, кога Господ Исус го воскресна Лазар од мртвите. Читањето на Евангелието според Јован може да се спореди со искачување планина со неколку врвови. Секоја глава представува повисок врв од претходната. Еден од високите врвови на оваа книга беше претходната глава, а денешната е уште повисок. Глава 11 не е највисокиот врв од планината, но сепак е многу важен дел од ова Евангелие. Сила над смртта. Сакам повторно да ве потсетам на суштината на оваа новозаветна книга, односно на причината поради која Јован го напишал ова Евангелие. Во глава 20, стих 30 и 31, тој пишува: И многу други чуда изврши Исус пред учениците своји, што не се запишани во оваа книга. А овие се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Синот Божие, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Да ве вратам назад на почетокот, каде започнува со зборовите. Во почетокот беше Словото, и Словото беше со Бог, и Словото беше Бог, и Словото се отелотвори. Кога Исус се отелотвори, другите можеа да видат дека е навистина посебен. Неговите зборови и чудата кои ги правеше ја потврдија тезата на Јован. Но прашањето кое се поставува во однос на Исус е: дали може да ги воскресне мртвите? Тоа е едно од најважните прашања во секоја религија. Тоа е едно од најважните прашања и за секој човек. Јасно ни е дека смртта е мистерија, но и самиот живот е голема мистерија. Ако не постои воскресение на мртвите, животот е беззначаен и бесмислен. Ако нема воскресение, христијаните се најмизерните луѓе во светот. Прашањето кое треба да и се постави на секоја религија е: дали има сила над смртта? Либералните кругови одамна ја отфрлија идејата за постоењето на чудата. Според мене, основата на нивниот аргумент е многу нелогична. Тие сметаат дека секое чудо кое е запишано во писмото треба да биде избришано не поради некои добри причини, туку само затоа што самите тие не веруваат во чуда. Тоа е исто како човек да јаде риби, но да не верува во коски, а кога ќе дојде до коска, само да ја игнорира. Ако некој јаде риби, а не верува во коски, тој има сериозен проблем, бидејќи може да се задави од коска. Истото се однесува и на чудата во писмото. Нема начин како да се игнорираат, бидејќи истите се запишани таму. Не можеме да го игнорираме светописниот извештај за Исусовото воскресение. Иако либералните теолози се обидуваат да го објаснат на нивен начин, сите нивни обиди завршуваат безуспешно. Многу често либералните христијани велат: ние веруваме во религијата, сега и тука, а не во задгробниот живот. Не можеме да го прифатиме тоа што не можеме да го објасниме и докажеме. Сакаме религија која ќе ги задоволи нашите копнежи, нешто што е практично, а не теоретско. Сакаме практична примена, а не доктрина. Сигурен сум дека многу луѓе го сакаат тоа, но јас сакам да имам и надеж. Христијанството нуди многу придобивки за овоземниот живот, но најголема придобивка е вечниот живот во Исус Христос. Затоа сметам дека многу е важно и практично да се постави прашањето: дали мртвите ќе воскреснат? Животот е краток. Во споредба со вечноста е како еден кус ден. Ако тоа што го гледаме и искусуваме тука е се што постои, сметам дека тоа не става во многу непогодна состојба. Пред некое време бев на погреб на многу добар пријател. Кога одите на погреб и ќе застанете на гробишта, сфаќате дека има голем број луѓе кои немаат никаква надеж освен таа која им е поврзана со овоземниот живот. Оние кои немаат надеж за вечноста се соочуваат со мрачна реалност од која тешко можат да се извадат. Верата во воскресението е многу практична, бидејќи им помага на луѓето да се соочат со смртта и им дава надеж дека смртта не е крајот, туку само еден дел од човечкото постоење. Некои од денешните култови тврдат дека можат да ги воскреснат мртвите, но досега не сум слушнал дека тоа навистина се случило. Велат дека навистина ги воскреснуваат мртвите, но не во тело,
туку на некој духовен и мистериозен начин. Поентата со воскресението е дека треба да биде во тело. За разлика од нив, кога Господ Исус ги прати учениците во мисија, им даде сила да ги исцелуваат болните, но и да ги воскреснуваат мртвите. Кога апостолите исцелуваа и воскреснуваа, тие ги исцелуваа и воскреснуваа телата на луѓето, а не нивните духови. Христијанската вера учи дека еден ден сите луѓе ќе воскреснат во тело. Едни за спасение, а други за суд. Од таа гледна точка, ќе кажам дека култовите и либералните христијани се луѓе кои многу им ветуваат на своите приврзаници, но малку можат да испорачаат. Тврдат дека ги имаат вистинските одговори за тоа што се случило во времето на Исус. Тврдат дека ја имаат вистинската, така наречена верзија на христијанството. Но во нивното христијанство нема чуда. Во нивното христијанство нема воскресение. Сигурен сум дека ниедна вера не можеме да ја наречеме христијанска, ако таа не го поучува воскресението. Мораме да бидеме внимателни во однос на овие изјави и да се пазиме од секоја религија, идеологија и светоглед кои го отфрлаат надприродното во Библијата. Секој кој ги отфрла чудата во Библијата, всушност го отфрла тоа што Господ го направил и кажал. Вистинскиот тест за секоја религија е прашањето за животот по смртта. Христијанството дава многу добри и реални одговори на ова прашање. Ако ги читате Евангелијата, ќе забележите дека во нив има 3 настани во кои Господ Исус воскреснува мртва личност. Не само тоа, туку и Петар и Павле воскреснуваа мртви луѓе. Една од главните надежи на христијаните е воскресението на мртвите. Што се однесува до извештаите за воскресението од мртвите, во првите 3 Евангелија, исто така познати како синоптички, читаме за воскреснувањето на ќерката на Јаир. Лука е единствениот кој покрај тоа пишува и за воскреснувањето на синот на вдовицата од Наин, а во Евангелието според Јован е запишано само едно чудо со кое Исус воскреснува мртов – воскресението на Лазар. Ако ги споите овие 3 чуда, ќе сватите дека Исус воскресна мало дете, млад човек и малку повозрасна личност. Сметам дека тоа е многу добар доказ дека еден ден, кога Господ ќе ги воскресне мртвите, нема да има разлика дали е некој млад или повозрасен. Сите ќе бидат воскреснати одеднаш. Ќе си ја земам слободата да кажам дека тоа се однесува и на различните раси. Господ Исус одеднаш ќе ги воскресне сите кои му веруваат, без разлика која била нивната раса и боја на кожата. Денес во црквите има поделби на христијаните врз основа на демографија, етничка припадност и слично, но во Божјото царство тоа нема да биде така. Исус го воскреснува Лазар од мртвите. Тоа беше воведот во оваа прекрасна глава од Евангелието според Јован. Ќе почнеме со читање и ќе го прочитам првиот стих. Беше пак болен некој си Лазар, од Витанија, од селото на Марија и нејзината сестра Марта. Јован ја опишува Витанија како селото на Марија и на нејзината сестра Марта. Кога Исус беше во нивниот дом, читаме дека Марта беше одговорна за кујната, што може да алудира на тоа дека куќата беше во сопственост на Марта. Предпоставувам дека Марта беше понадарена за да служи во контекстот на домот. Денес многумина зборуваат за ослободување на жените и за тоа дека треба да им се дадат поголеми права за да имаат повеќе влијание во општеството. Но самото тоа што жената има клучна улога во домот, значи дека има клучна улога и во самото општество. Верувам дека за некои жени тоа е нивниот повик. Да се грижат за домот и семејството, и така се грижат и за општеството. Мајките и домакинките се жени кои ги воспитуваат следните генерации, и од таа гледна точка нивното влијание е исклучително големо. Од друга страна, некои жени имаат поинаков повик, нешто што е повеќе насочено кон надворешниот свет. Тие се вклучени во поучување, евангелизација на деца, работа во црквата и слично. Самото тоа што некои жени не служат во црквата, не значи дека не му служат на Господ. Од друга страна, самото тоа што некои жени се понасочени кон црквата, а не седат дома, исто така не значи дека му се непослушни на Господ. Треба да го цениме придонесот на жените, без разлика дали е во домот или вон домот,
зашто без нивниот придонес и влијание, децата и мажите нема да бидат тоа што се. Стих 2. А Марија, чиј брат Лазар се разболе, беше онаа која го помаза Господ со миро и ги избриша нозете негови со својата коса. Јован ни објаснува всушност кој беше Лазар, и тоа објаснување е поврзано со друг дел од животот на Исус, кога сестрата на Лазар го помаза пред неговото распнување. Затоа ќе размислуваме во некоја од следните епизоди. Стих 3. Тогаш сестрите нарачаа по него велејки: Господи, ете, оној што го милуваш, болен е. Луѓето кои живееја во тој дом беа понизни, а предпоставувам и не многу богати. Ова е приказна која е исполнета со кротост и добрина. Забележувате ли како е опишан Лазар? Како оној кој Господ го милува, односно сака. Тоа не значи дека Господ Исус не ги сакаше другите луѓе. И апостолите беа сигурни дека Господ ги сака. Ние денес исто така можеме да бидеме сигурни дека Господ не сака. Немој никогаш да се сомневаш во Божјата љубов кон тебе, макар и да се соочуваш со некаква болест, како што бил случајот со Лазар. Забележете што пишува во стих 4. Штом чу Исус, рече: таа болест не е за умирање, туку за слава Божја, за да се прослави Синот Божји преку неа. Исус не беше во Витанија кога ја дозна оваа вест. Кога слушна што се случува со Лазар, им рече на учениците: таа болест не е за умирање, туку за слава Божја. Сетете се на зборовите на Јован на крајот од Евангелието, каде што пишува дека чудата кои ги има запишано служат за да поверуваме дека Исус е Месијата, Божиот Син. Чудото кое ќе го направи Исус ќе биде за слава Божја и за другите да сватат дека тој е Божи Син. Стих 5. А Исус ги сакаше Марта, нејзината сестра и Лазар. Исус не го сакаше само Лазар, туку целото нивно семејство. Исус го сака и твоето семејство. Без разлика дали веруваш во него или не, тој сепак те сака. Не можеш да го спречиш да те сака, но можеш да не му дозволиш да влезе и да действува во твојот живот. Не можеш да го спречиш сонцето да свети, но можеш да земеш чадор и да се заштитиш од неговата светлина. Ке го прочитам стих 6. Ако го чу дека е болен, тогаш остане уште 2 дни во местото каде што се наоѓаше. Исус намерно и со одредена цел остане уште 2 дена на местото каде што се наоѓаше. Некогаш Бог дозволува некои нешта да траат подолго од што ние сакаме. Во меѓувреме, Лазар почина. Исус знаеше дека тоа ќе се случи и сепак го дозволи, а подоцна ќе видите зошто. Стих 7. Потоа им рече на учениците: да отидеме пак во Јудеја. Обрнете внимание на зборот пак. Исус претходно беше во Јудеја, но се повлече поради опозицијата со која се соочи. Сега пак ќе се врати. Слушнете ја реакцијата на учениците. Учениците му рекоа: Рави, сега сакаа да те убијат со камења, и пак ли таму ќе одиш? Исус одговори: нели има 12 часови во денот? Кој оди дење не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет, а кој оди ноќе се сопнува, зашто нема светлина во него. Во овие стихови Господ Исус кажува нешто на вистина прекрасно. Додека беше тука, тој беше светлината на светот. Луѓето во Витанија се соочија со смртта на Лазар, и тоа беше на вистина тешка вест за сите. Но Исус ќе оди во Витанија и ќе им покаже на другите колку е значајно присуството на светлината во време на тага и очај. Самиот тој во Јован 9:5 рече: додека сум во светот, јас сум светлината на светот. Колку прекрасна изјава. Исус вели: кој оди ноќе се сопнува, зашто нема светлина во него. Не сакаше сестрите на Лазар да бидат очајни и безпомошни, и затоа одлучи да оди да ги посети. Стих 11. Ова им го кажа, а потоа им рече: Лазар, пријателот наш, заспал, но ќе отидам да го разбудам. Всушност не станува збор за спиење, туку за смрт. Тогаш учениците негови рекоа: Господи, ако заспал ќе стане. Исус го рече тоа за смртта негова, а тие мислеа дека зборува за заспивање со сон. Исус чекаше Лазар да умре,
за да може да го воскресне од мртвите. Учениците не сватија што сакаше да каже кога рече дека Лазар заспал, а и денес многумина не разбираат. За верниците, смртта е како сон. Нема потреба да се плашиме од неа, бидејќи нејзиното осило веќе нема сила над нас. Воскресението се однесува на телото, бидејќи при смртта само телото умира. Еден ден, Бог ќе го воскресне телото на секој човек. Што се однесува до телото, смртта за верниците е како сон, но духот и душата на човекот никогаш не умираат. Телото е тоа кое умира, и телото е тоа кое ќе биде воскреснато. Грчкиот збор кој во Новиот Завет се преведува како воскресение е анастасис, што значи станување или исправање. Затоа нема потреба да очајуваме кога ќе се соочиме со смртта на оние кои се во Христос, бидејќи ќе дојде момент кога ќе ги сретнеме повторно. Телото умира, но душата не. Од таа гледна точка можеме да кажеме дека душата никогаш не спие. Смртта е навистина ужасен дел од реалноста, но секој пат се однесува само на телото. Смртта е всушност одвојување на телото од духот и душата. Оние кои умреле ги погребуваат, и телото е оставено да спие, се додека еден ден не биде воскреснато од мртвите. По смртта, душата и духот на оние кои се во Христос одат во присуството на Бог и таму го исчекуваат воскресението на телата. Како што смртта е реален дел од животот, така и воскресението е реалност. Будизмот зборува за воскресението на душата, а и некои други култови го прават истото. Христијанството не учи дека без разлика дали сме спасени или не, сите ќе се соочиме со вечноста. Едни за спасение, други за суд. Многумина мислат дека смртта значи дека луѓето престануваат да постојат. Пред неколку години еден човек ми рече: "Кога умираме, ние сме како кучиња." Му одговорив: "Сигурно сакаш тоа да е вистина. Но што ако не е така? И ако треба да се соочиме со Создателот? Зарем тоа не треба малку да те замисли?" Ми одговори: "Не сакам да зборувам или да размислувам за тоа." Луѓето не сакаат да разговараат и да размислуваат за овие нешта, бидејќи неподготвеноста за таа средба значи вечна пропаст. Последниот стих Господ Исус јасно им кажува на што мисли кога вели дека Лазар заспал. Тогаш Исус рече отворено: "Лазар умре." Лазар умре. Ова е суровата реалност на животот со која најверојатно ќе се соочи секој од нас. Доаѓаат моменти кога секој од нас ќе слушне и ќе дознае дека починал некој кој сме го сакале и почитувале. Тоа е најтрагичниот дел од животот кој не можеме да го избегнеме колку и да се трудиме. Прашањето е: како реагираме тогаш кога се соочуваме со смртта? Со вера или со очај? Дали покажуваме надеж или тагуваме како оние кои не го познаваат Бог? Не само тоа, туку во контекст на смртта, секој од нас треба да се запраша дали е подготвен за средбата со Создателот. Средбата со Создателот е неизбежна, исто како и смртта. Дали се помиривте со Него преку вера во жртвата и воскресението на Неговиот Син Исус Христос? Ако не сте го сториле тоа, денес е денот кога можете да поверувате и да се покаете за своите гревови. Немојте да дозволите да одите неспремни на средбата со Бог. Тоа е најголемата грешка која човек може да ја направи. Во стиховите 15 и 16 Исус вели: "Но се радувам заради вас, што не бев таму, та да поверувате, туку да отидеме кај Него." Тогаш Тома, наречен близнак, им рече на учениците: "Да отидеме и ние да умреме со Него." Изгледа дека Тома не знаеше што зборува, нели? Даде предлог сите апостоли да одат и да умрат со Лазар. На моменти ме потсеќа на апостолот Петар, кој храбро изјави дека нема да се откаже од Исус. Но тоа го стори бидејќи не знаеше која е цената која требаше да ја плати. Сепак мислам дека и ние денес не сме подобри од апостолите. Да бевме на нивно место, претпоставувам дека ќе реагиравме на ист начин. Да бев на местото на Петар, и јас ќе се откажев од Исус поради страв. Да бидеме благодарни, бидејќи Господ ни простува за нашите престапи. Ако се каеме. Сакам да знаете дека без разлика каков грев сте направиле во животот, доколку дојдете кај Бог со вера и покаяние и побарате да ви прости, тој ќе го направи тоа.
Неговиот син Исус Христос умре на крстот и плати за казната за вашиот грев. Божиото простување ви е достапно. Само треба да верувате во него и да го побарате. Тука ќе го завршиме денешното проучување на Евангелието според Јован. Следниот пат ќе видиме што се случи кога Исус и апостолите отидоа во Витанија. Дотогаш, Господ нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.